Да, ова беа најновите информации кои што не ги подготви нашиот деск, односно колегата Христо Марковски. Сега се враќаме во студио 10, како што кажав на почеток, зборуваме за актуелни теми, особено за безбедноста во сообраќајот. Знаеме дека оваа тема со неколку месеци е актуелна, особено сега во пресред на пуштање во официјална употреба на проектот Безбеден град, кој што според најавите на надлежните ќе стартува на 1 февруари. Гостин во студио 10 е началникот на СВР Скопје, господинот Сашо Топаловски. Благодарам пред се што прифативте и одвоивте време да гостувате во студио 10, особено сега во овој период кој што претпоставувам дека доста имате работа пред да се пушти во официјална употреба проектот Безбеден град. Благодарам на поканата, да се договаравме неколку дена за ова, стварно имаме активности во однос на проектот, така да, но на време мора да најдеме за да соопштиме нешто на граѓаните. Така, пред да се пушти во употреба проектот Безбеден град, имавте тестирања на самиот проект. Може ли накратко за какви тестирања станува збор, затоа што и претходно функционираше овој проект, меѓутоа само со помени, сега само разликата е што граѓаните ќе добиваат казни доколку направат сообраќајни прекршоци. За какво точно тестирање станува збор? Дали можеби ќе бидат пуштени во употреба и повеќе камери од 1 февруари или пак станува збор за нешто друго? Не, се работи за проектот кој што во континуитет се случува и тоа е постапката која што од почеток до крај треба целосно да се заврши. Камерите тие што се монтирани и позициите кои што сме ги одбрале пред повеќе од една година, во неколку гостувања исто имам истакнато дека сите позиции кои што ги имаме издвоено, кај што би требало да имаме камери за мерење на брзина или камери за поминување на црвено светло или камери за паркирање се стрикно избрани ради тоа што статистиката говори дека на тие места точно се случувале поголем број на сообраќајни незгоди и тука ни е интересот да го намалиме тоа, хуманиот аспект, нели, да ги намалиме жртвите, да ги намалиме незгодите со тешки телесни повреди, со било какви повреди и нормално да го зголемиме можноста да сообраќајната култура ни биде на едно задоволително високо европско ниво. И сега тоа предвидуваше поставување на камери, предвидуваше неколку пати доаѓање на фирмите кои што ги произведуваат камерите. Така имаше представници од Србија, мислам, со автомобил Volvo. Последното сега калибрација или верификација, како што тоа го викаат службите, е тоа што нашата служба, нашето биро за метеорологија, операторот, која е странска фирма која што гарантира за точноста на брзината која што се случува и која што камерата ја мери, и фирмата, нашиот оператор кој што сме го одбрале да ги софтверски да ги контролира камерите, и ние како корисници и како оператори заеднички извршивме последно верифицирање во однос на точноста на тоа што камерата го мери. Тоа ќе треба и за судската постапка. Секоја една камера мора да пројде кон таа калибрација, верификација, кај што во една судска постапка ќе се каже дека таа камера е калибрирана, верифицирана и таа е, или народско кажано, баждарена. Нели, нашиот народ знае да каже многу често за сите мерни инструменти дали е баждарено, ето тоа е тоа. Тоа е последната фаза која што може да се каже дека таа камера може да се употребува и таа камера мери точност. И изненадувачки Тоа сакам да ве прашам колку е точноста на самите камери. Нашиот министер пред неколку дена исто изјави во една изјава дека со оглед на тоа што бевме присутни, со оглед на тоа што не информираа службите кои го работеа тоа макотрпно овие денови и уште ден-два се уште негде ќе го доработуваат, не известија дека во целосниот еден систем во Скопје, Тетово, Куманово, коридорите 8 и 10D, имаме многу мало, незначително поместување на вредностите на калибрацијата. Значи, тоа се движеа во просек во 90% од камерите од 0,4 до 0,8. Тоа е помалку од 1% толеранција. Ако се каже дека ние секако ќе додадеме на законската толеранција од Бирото за метеорологија, што е тука негде
ќе биде под 10, така да нема простор никаква веќе за сомнеш, нема никаков простор за сомнеш дали е точно тоа што сум возел, па јас не возев 75, ми измерија 75 и така. Значи, фирмите гарантираат во точноста на мерните уреди и ние сме доста задоволни и доста среќни заради тоа што и самите тие кажуваат дека биле присутни во повеќе земји, ние сме една од тие земји во кои што калибрацијата и верификацијата завршува многу успешно. Се работи за скапа опрема, скапи камери, скап софтвер. Дали во изминатиот период додека се спроведуваше пробно, да речеме, проектот Безбеден град, имаше ли оштетување, имаше некои информации на социјалните мрежи дека некои камери некаде се оштетени, каква е состојбата на опремата од до сега? Ви благодарам на прашањето. Да, точно имаше една информација дека има некоја оштетена камера на едно место, после имаше и друга информација дека негде некој украл, одземал камера. Не се точните информации. Сите камери се таму кај што се на број. Можно и негде се работело за промена од стара во нова камера, оти на одредени места фирмата процени дека старите камери не се доволно спремни и таа самата ги замени, така да не фали ни една камера, сите се на број, на ни една позиција. Впрочем, системот е конструиран да секогаш може да видиме ако некој сака да оштети камерата или не дај Боже да ја одземе, така да тоа е невозможно, а да не го заприметиме, тоа не постои, значи такво нешто. Тоа беа сепак само, да кажам, шпекулации. Да. Дали за овој проект црпевте, да речеме, некој искуство од земјите кои што гравитираат околу нас или пак подалеку? И какво е тоа искуство кое што тие самите земји кои што ги имале овој проект Безбеден град е позитивно? Ако се навратам еден период од една година наназад, да, точно е, црпевме од многу земји искуство. Ние и заедно со министерот за внатрешни работи и неколку члена делегација беше во посета во неколку земји да види како ова функционира. И во тие посети, во тие неколку земји, ние одблиску се запознавме со нивниот систем и со нивните можности, со нивните уреди, се запознавме со начинот на кој што функционираат и тоа беше почетната точка на црпење на првичното искуство во однос на што треба да направиме и во однос на тоа што како статистика во тие земји се случило, и тоа беше многу задоволство, во однос да се слушне како тие земји постигнале една сообраќајна култура. Второ, црпевме искуство во однос на проектот што функционира во европските земји во однос на законодавните ефекти кои што треба да ги додадеме во однос на новината, на дигитализација што ја планираме, да ви стигне казната на мејл или на порака, па вие да отворите, па тоа да го намалиме можноста на минимум за тоа да не сте известен, а сепак да бидеме ефективни, да ја оттрниме на секогашна, како да кажам, наша балканска енигма, никој не ми дојде на врата, сепак е ново општество, сепак е модерно општество, дигиталните алатки мора да ги користиме, тоа во светот функционира, ние таму цениме дека треба да одиме во Европа и тоа беше големо искуство од земјите кога го црпевме како искуство. Во едни комисии кои се формира во Министерството уште пред една година, во кои што учесници беа професори, универзитетски, беа експерти од внатрешно од Министерството, експерти надворешни, сите чинители во однос на сообраќајот, во кој што почнавме да работиме по полека на сите тие законски правилници, регулативи и цел систем да се смени во однос на тоа да биде како што треба законски. Ето, дојдовме на неколку дена пред почетокот официјално на функционирање на системот, кој што веќе нема да биде во тест систем и мислам дека ќе имаме задоволство сите за некое време да ги мериме статистиките на немање сообраќајни незгоди, статистиките на помалку жртви и секако нема да бидат тие лоши во однос на казнувањата, ќе видите дека народот ќе изреагира и ќе имаме многу помалку казнување отколку што и сега во пробниот период тоа функционира. Така, се надеваме дека така ќе биде. Да. Возачите секако треба секаде да внимаваат кога
нели патуваат со своите автомобили без разлика дали некаде има камера или не, меѓутоа каде се поставени камерите во градовите кои што се поставени Скопје, Тетово и Куманово, на главните булевари, на влезовите, излезите, од клучките до бекониците, каква е конфигурацијата на теренот со поставувањето на камерите? Мислам дека јас сум сепак началник на секторот Скопје, можам да говорам за Скопје, не сум имал голем удел во создавањето на каде да се стават камерите во Тетово и во Куманово, но верувам дека моите колеги таму ги дале точките, ги предложиле точките кај што најмногу се случувале сообраќајни згоди. Ние имаме еден, да кажам, нестандарден начин како определуваме каде да поставиме некој мерен уред, а тоа е, да речеме, каде што во текот на една календарска година се случиле минимум 5 сообраќајни незгоди со тешки телесни повреди. И тука влегува, нели, со смртни последици. Ето тука, од прилика, некако ставаме камера. Тоа е реверзибилен процес, во смисла се враќаме назад да видиме како било претходно, одиме напред да одиме кон тоа што цениме дека треба да одиме, и нормално е тоа жив процес кој што утре ќе се надоградува. Не велиме дека ова е конечно место кај што треба да има камери, секако ќе има можност за негде повеќе, секако некои камери нема да го дадат потребниот ефект, па ќе треба да се поместат. Тоа е сега само почеток и од тестирањето утврдивме дека и на точни места ни се ставени камерите. Во Скопје, како што знаете, ги имате на повеќе позиции, а сега не би можев да ги набројувам. Така, колку камери има, бе, така некоја општа бројка, да не бидеме сега... Види, на ниво на Скопје има нешто повеќе од 100 камери поставени. Так. Но кога зборам 100 камери, тоа значи дека на една позиција негде може да има и 4 камери. На 100 локации, практично, 100 локации. Да, тоа не, би рекол ево вака, можда камерите се поставени на 50 локации, но на некои локации има една камера, на таа локација негде има 2, негде има 4 камери, ради тоа што од двете страни или од трите страни сообраќајната раскрсница ја мериме. Така да не би можел точна бројка да ви кажам, иако имаме точна бројка, јас сега и не се спремив за да ги имам точните бројки, иначе ги имаме точните бројки, не е спорно тоа може и да се види, тоа не е нешто што се крие, заради тоа што ние и знаци поставивме сега таму кај што се мери, препоставувам дека напротив и треба да се види, треба да се информираат граѓаните во врска со тоа. Имаше голем број на преставки од граѓаните или жалби, да ги наречам, во однос на опомените кои што им стигнуваат изминатиот период, тука нели во објектот на МВР, каде што требаше да ги достават преставките, зашто највеќе се жалели, дали можеби тие преставки, голем дел од овие преставки, беа прифатени од Министерството за внатрешни работи? Да, морам да признам дека доста добро изреагира народот, нели, посебно скопјани, во однос на тоа да ни прикажат одредена грешка, и можам да кажам дека 50% од сите тие грешки беа исправни грешки во почетокот, тоа беа во првите недели, кои што сега веќе не се повторуваат, и ние во пробниот период, тоа е затоа имаше и пробен период. Тоа е тоа што е пробен период, тоа е тоа што системот го планира, и тоа е тоа што е нормален процес за фирмите кои што тоа го работат. Тие тоа го знаеа и знаеа дека на почеток ќе има одредени ситни грешки. Поврзување на податоци меѓу една таблица и друга, правење на грешка на системот во однос на дали ја детектирал правилно самата таблица или не, во однос на неточни податоци кои што можда клиентот во грешка ги дал кога го регистрирал, или можда нашиот службеник по грешка во една цифра направил промена на бројката, па и сите тие работи ние во континуитет ги решаваме. Исправени се многу грешки, детектирани се многу моменти кои што треба да се унапредат, и ние во моментов сме го унапредиле тоа, и морам да кажам дека експертите кои работат во нашето министерство во однос на тоа викаат дека на камерите на кои што во периодот ќе почнеме ќе има на некој начин над 98, над 99% точност на тоа што ќе го измерат. Но дали ќе има простор повторно за преставки и жалби и во овој период на официјална употреба? Секогаш, значи да не ја наречеме... Тоа е вообичаена процедура во сите... Ќе ме караат правниците во нашето министерство во однос на
терминот што ќе го употребам, вие употребивте преставка, ние некогаш знаеме да кажеме народски приговор, тоа судска заштита се вика, нели? Секогаш граѓаните имаат право на повикување на судска заштита. Значи, ако сметаат дека тоа не е добро. Значи, прво, одиме на варијантата на она што го кажавме, оние примери кои што го кажавме, да ги повторам. Ако не сте возеле вие, а сепак вашето возило го возел некој друг, а вие сте собственик, вие сте регистратор на возилото и кај вас ќе стигне пораката. Би ве замолиле, кога ќе отворите пораката, во рокот тие неколку дена, 8 дена имате рок да ја платите на пола, нели знаеме, и 8 дена имате рок да се пожалите на некој начин, нели да врочите некаква преставка, не, како викате вие, или приговор, или да се повикате на жалба, или да дојдете во полициска станица, на шалтер, или да се јавите на контакт телефонот кој што деновиве ќе го отвориме, кој ќе биде специјално за таа намена, и да кажете, види, не возев јас, но возеше мојата сопруга. Ево ви нејзини податоци, ево ви нејзин телефонски број, се подпишува една изјава. Парите од истиот буџет ќе видат секако. Да, парите се од истиот буџет домашниот, но идејата е да се казни правиот сторител. Ние сакаме да го казниме возачот. Не е целта собственикот на возилото, кој што можда во моментот не го прави. Или за правните лица кога се работи. Затоа велам, да се донеси тоа и веднаш ќе му стигне за кратко време порака на собственикот дека неговата казна е сторнирана, заради тоа што таа казна отишла кај тоа и тоа лице и сега тој ќе ја има таа привилегија да ја плати. Кога ќе се сложите за таа казна, нели вие ја плаќате половина од предвидената казна и тука завршува целосната постапка. Значи зборуваме од 0 до 20. Да предпоставиме еден пример. Ако дозволената толеранција биде негде околу, нели, зборуваме 56-57 и кажуваме дека, но тоа нели да не сторите кривично дело, да не сторите, како што кажавте и претходно. Да, со тешки телесни повреди некоја сообраќајна, тогаш веќе си важи на 50, тогаш и тоа го немате право. Но зборуваме нормално, сторувате таков, возите да кажеме 70, таму била границата 57 и камерата ќе ве регистрира дека сте возеле 70. Од 0 до 20 цената на чинење е 20 евра. На казната. Зборуваме на најмалата казна. Ако ја платите казната на пола, тоа е 10. И сега тоа е онај момент кој што треба да ви покаже дека сте сгрешиле и дека треба да внимавате. Има следна казна од 20 до 30 зголемувањето. Споредбено со другите казни, сметам дека овие се поблаги казни. Да, ова е поблага казна во смисла дека тоа е она хуманоста на системот. Што ја кажа. Не, слушнавме доста деновиве изјави, буџетот, МВР ќе ги казна граѓаните. Не, МВР не сака да казни никого. Не е тоа целта. Целта е да покажеме дека сме европска метропола или европска држава во иднина поради тоа што и другите градови ќе почне да функционира за краткова. Целта е да покажеме дека и ние може да имаме сообраќајна култура. Знаете, јас многу често знам да кажам во моето друштво, види, ние мора да се договориме во какво општество сакаме да живееме. Ако се договориме дека сакаме да имаме мирен сообраќај, безбедност кога сме пешаци, за наши деца, за се, ако сакаме да кажеме дека тоа е културен начин на живење, ама не декларативно, него вистински да го сакаме, ако сме се договориле, ова е начинот да стигнеме до тоа. Секогаш знаеме да кажеме, абе види тоа на запад што се случува, не било баш со лесно, нели, мора да има казни. Затоа се овие мали казни ставени или какви и да се, за да нели не биде безид. Ние мора да се договориме дека ова е начинот за да стигнеме до она што го бараме. Да ги преполовиме сите црни бројки и да имаме безбедност во сообраќајот. Сега тие се казните кои не се променети со години наназад. Ние истите казни ги изедовме за репер. Не сменивме ништо во казните во однос на законската. Тие се казните. Со тоа што додавка е во ние мерења кои што ќе се над 30 од дозволеното до 50. Оние веќе кај што доаѓаме дека има навистина сериозно прекашување, да. И тука веќе имаме забрана за возење.
тука судот изрекува забрана возење. И тука имаме една новина, каде што викаме дека ако јас ја признам вината во смисла, да, точно, возев 85, дозволено беше 50, јас надминав над 30. И ако сакаме да го прекинеме тој процес да ја признаеме вината, да, таа казна е малце поголема, но ние ќе ја платиме сепак на пола, но ние ви викаме, ако тоа се случи, за да ја оттрнеме судското течење на работите, ние ви нудиме половина и од заслужената казна која што ја имате. По предпоставка, тие казни се од 3 до 12 месеци од земање на возачка дозвола и невозење, ние ви викаме, ако вие 3, или по мерки се тие сега, точно не ги знам судски, ние ја кратиме на пола и вие имате само 45 дена. И новината е, ние ќе ви пратиме порака од кога тоа ќе почне да ви тече дека сте под забрана за возење, до кога ќе ви заврши. Не доаѓате во полициска станица да се сликате, не идете во МТВ да закажувате термин, ништо не правите. И нормално, грешката што сте направиле за брзо возење во градските средини, треба да не ви се повтори. Тоа е идејата. Така, каде се ќе продолжи проектот Безбеден град, коридорите 8-10 во останатите градови? Во коридорите 8 и 10D мерните места се избрани на точно на оние делници кај што се развива вака малце поголема брзина, кој што има можност да се стори сообраќајна незгода или се сторива исто. Таму можда ќе се унапреди во иднина на уште неколку места заради тоа што фреквенцијата. Таму и сега ќе функционира од 1 февруари? Да. Функционира, да, од 1 февруари. Таму ќе се мери брзината според постоечката која што сега пропишана. Да. Тоа е... Да, знаците, значи ние ги следиме знаците. Самите знаци, тоа е така, сообраќаен предлог кој е направен и таму има проект и ние се движиме по проектот кој што нели општините или државата го направила. Знакот покажува 90, вие може да се движите 90 плюс онаа толеранција што ја даваме и тоа е ваша брзина на движење. Таму кај што ќе пишува 110, вие се движите 110, никаков проблем нема во однос на тие мерни. Сега камерата е тука негде измеѓу, знакот каков е, тоа е мерката што ја многу брзо тоа ќе се види. Јас мислам дека и во тест периодот веќе граѓаните знаат каде се камерите, веќе граѓаните знаат каде грешеле и се поправат и тоа се впрочем оние бројки фрапантни кои што кога почна тест периодот ги имавме, кои што беа над 110.000, не ги знаеме, и тие пополека паѓа, до душе морам да признам дека првите неколку дена веднаш паднаа на околу 30.000, веднаш свесноста на граѓаните излезе во предност и сега веќе тие бројки и ги намалуваме и под таа граница од 10.000. Значи 10-11 пати помалце е во моментов во тест период бројката од тоа што првично бива. Значи тоа е една широко прифатена од популацијата работа која што ја почитуваат граѓаните, морам да признам, и затоа ја намалиле. И само се надевам дека тоа така ќе продолжи да паѓа и ќе дојдеме до еден момент до кој што нели нема да има казни тоа. Зашто да има казни? Зашто да плаќа некој? Така нема потреба. Да. Имаше доста реакции во однос на функционирањето на проектот Безбеден град, на влезовите, на клучките, на обиколниците, дали таму практично треба да биде 50 дозволено на час. Како е таму регулирано, се извинувам, ако истапите од обиколница се вклучите на клучка, тогаш и таму 50 на час треба да возите или пак? Согласно правилата и процедурите кои што се воспоставени, согласно сообраќајната сигнализација која што таму функционира и ние се прилагодуваме. Значи, тоа што беше на влезот во Скопје од автокоманда кај Ченто, тоа е исправено, тоа што сообраќајниот знак е долу под надвојжнакот, имаше мала недоумица во однос на самите знаци кои што се на самиот асфалт впишани е 70, и тука е 70 дозволена брзина, и известувањето кој што на црниот телоп горе од градот пишува добродојавте во Скопје, брзина за возење во Скопје 50. Тоа е известување. Тоа не е знак, но ние и тоа го исклучивме за да не ги збуни граѓаните,
Значи таму е дозволена брзина 70, се до влезот на Скопје кај што има знак 50. Еве сега конкретно нашава телевизија најблисок приклучок е обиколницата кај Радишани, таму практично не е 50, туку е 70. Само пишува 50 на час затоа што кога влегувате во самиот град. Значи важат правилата од знакот после знакот. Значи правилата пред знакот важат правила од знакот пред него. Тоа е предупредување практично. Јас точно не знам за кој дел ме прашувате во однос на Радишани, Влезот но на Бутел практично од обиколницата. Ме разбирате, влезовите се сегде 50. Во градот кога влегувате мора да е 50. Тоа е веќе влегувате во градското јадро. Пред да влезете во градското јадро, кога смируваме сообраќај е 70. Тоа е и како е по знаци. Тоа е системот и за излегување исто. Но влезот е 50. Значи, зборуваме официјално. Знакот го гледаме, што пишува на знакот, од тој знак натаму тоа важи. Значи, знакот е за што важи од тој знак понатаму. За претходно важел претходниот знак што е претходно ставен негде. Значи, тоа треба сообраќајна сигнализација, нели? Кога се полага сообраќајна за возачка дозвола, нели, во сообраќај, ние прво што правиме ги учиме знаците и тие мора да ги почитуваме. Тоа е нашата задача. Да. Вака едно прашање, дали Министерството за внатрешни работи ќе има толеранција доколку некој ја надминал дозволената брзина од 50 км на час, а условно кажано тоа морал да го направи. Може би се нашол за време на претекнување, може би тука поминал на црвено, се престрелил десно или лево затоа што морало да помине брза помош полиција. Имаш и некои такви реакции. Како тука ќе гледате на овие ситуации? Добро, да. Благодарам на прашањето. Добро прашање е тоа. Во градската средина секој пат ќе се случува да во позадина ви доаѓа возило кое што мора итно да помине, тоа е брзата помош или пожарната. Тие се возило на кој што и во сообраќајните правила кога ги учиме мора да им дадеме предност. Тие се први. И ако во тој момент вие направите некаква грешка за да пуштите простор, јас верувам дека во една постапка која што како судска заштита ќе ја побарате, ако се уверат во тоа службениците кои што тоа ќе го прегледаат и ќе му го дадат тоа на судот како доказ, јас не верувам дека некој ќе биде казнет заради тоа што тој морал да направи прекршок за тоа што требало да препушти возило кое што итно морало да се движи за да спаси човечки живот или пожар. Не верувам такво нешто дека ќе се случи и лично ќе се заложам за во Скопје зборувам дека ако такви случаи има слободно судска заштита да побарат луѓето и тоа мора да го решиме. Нема теорија да го казниме на некој ако тој зборуваме сега ако е тоа како сторување кое што се гледа, да не измислуваме работи. Сега, знаете, вие ако кажете официјално дека сето тоа ќе го разгледувате, вие може да примите 100 побарувања од понеделник натаму дека види јас направив прекршок пошто имаше позади мене некој што се движеше и сега ние прегледуваме, ниту имало, ниту било во близина, ниту така да не одиме на варијантата дека мора да се преговара или да, значи видите, пак е онај моментот што го зборувам, мора да се договориме. Дали ќе возиме нормално, културно, во границите на дозволеното или не. Да, ќе има такви што тоа нема да го почитуваат, они ќе се ја сносат одговорноста, казната, без разлика дали се жалеле или не се жалеле, и судот и секој ќе им одговори исто. Но да не го обременуваме просторот со тоа што секој некогаш ќе најде некоја причина зашто негде нели застанал, направил прекршок недозволен или возел побрзо. Кажавме неколку пати што се зборува кога брза помош вози, што ќе правиме кога нели возилата на пожарна ќе се движат. Тоа е невозможно да ги казниме, ме разбирате. Тоа е системот и тоа го препознава, они користат звучно светлосна сигнализација. Системот тоа го гледа. Не се работи тоа за граѓаните. Ни еден граѓанин нема основ што да каже зашто брзал. Збориме кога се овие работи во прашање, да, но кога се други работи во прашање, нема основ за оправдување. Нема основ сега. Оправдување е да возиме пополека. Ако ја платиме еднаш казната, да кажеме зашто ова ме кошташе толку, дај сега да го смирам однесувањето и да бирам нормален како и сите. Да. Господине Топаловски, ќе има ли праг на толеранција? Мислам дека излегува некои информации, поправете ме ако грешам, дека практично и радарите
кога снимаат 50 на час, практично вие сте поминале 56-57. Каква ќе биде ситуацијата со камерите на Безбеден град? Ќе има ли праг на толеранција или практично и тие можеби ако поминете 50, односно ако поминете, се извинувам, 57, тие снимаат дека сте поминале 50? Во таа ситуација да ни ја... Да, први, нели, за прашањето што го прашавте во однос на стариот систем, кој што тој е стар, за сега новиот, иначе тој систем со радари ние и сега ќе го користиме. Значи, да се разбереме, значи ова сообраќајната полиција оперативно ќе продолжи да работи, да мери на точки на кои што треба да мери, ќе продолжи да санкционира возачи од типот на како до сега сме ги санкционирале во однос на сообраќајната полиција која прави контроли. Тоа се си продолжува. И тие радари така е кога се калибрираат и кога се верифицираат од Бирото за метеорологија, секоја година подлежат на тоа, секогаш и таму има праг на толеранција од 2-3%. Самата кола има праг на толеранција од 2-3%. Тоа е во луѓето експертите тие технички науки знаат дека тоа е нормално. Не мора толку во брзинометар да гледаме кога не мора возиме. Да се гледа во брзинометар. Затоа што тоа е секако опасно Сите цело време. брзинометри малку поразлично покажуваат во однос на тоа. Тоа е нормално. Значи денешните возила се малку и посовремени од тоа што порано беа, така да малку се и побрзи од тоа што порано биле. Така да не гледајте во брзинометарот. Едноставно е. Самото тело ќе научи како е нормално се движи. Во однос на тоа и порано имавме праг на толеранција и порано се правеше истиот праг. Никогаш радарите на нашите полициски службеници не биле стрикно на брзината на која што стана. Секогаш биле 10%, 15% плюс од тоа што било дозволено. Тоа се сите граѓани се свесни во тоа. Нема граѓанин кој казнет порано за, не знам, некоја брзина од 51. Да, има за некоја над 20 од дозволеното, но не 51. Но сегашниот систем е проектиран и тој во законските рамки ќе се движи. Министерот деновиве, вчера, денес, разговара целодневно со Министерството за енергетика, под која што е управата за и Бирото за метеорологија, не ме фаќате за збор, како им е правиот назив. Мислам дека деновиве ќе соопшти една последни мерки како ќе се движи толеранцијата. И тоа ќе бидат последните за овој. Да, заради тоа што има мало отстапување сега кој што во правилниците е вметнато, во позитива, зборам на граѓаните, ќе биде. Сигурно нема да биде во негатива и тоа ќе го соопшти сигурно денес, утре. Крајното тоа ќе биде на крајните мерни по кои што ќе се раководиме овие последни 2 дена пред и од стартот од недела ќе стартува така како што ќе стартува. Накратко да ни кажете како ќе се движат казните, кажавте за пречекорување на брзината, меѓутоа и за другите работи кои што ќе ги условно кажано лови Безбеден град. Таа е една исто дилема што повеќе време нели циркулира меѓу јавноста, е тоа да кажеме дека со системот Безбеден град мериме 4 типа на, да кажеме, казни, прекршување или лошо однесување на возачите. Тоа е брзина, имаме камери за брзина, имаме камери за погрешно поминување или забрањето поминување на црвено светло, имаме камери за погрешно застанување, паркирање и специјални возила за погрешно паркирање и застанување, нели тоа е блокирање на практично на коловозот и камерите детектираат нерегистрирани возила. Значи камерите ги детектираат сите нерегистрирани возила. И ево еден апел да пратам до граѓаните. А има доста такви. Да. Забележавме многу нерегистрирани возила кои што се управуваат во моментов на скопските улици, заради тоа што само тука почна тест периодот во моментов. Забележавме сега и такви нерегистрирани во другите 2 града кои што дополнително се приклучија на тест периодот. Верувајте, некои се подолго од 1 година нерегистрирани, а се управуваат, да кажам, секојдневно. Немојте да го правите тоа. Казните се големи, знаете во законот, возилата се одземаат на одреден период во таков случај, се плаќа висока глоба, значи регистрирате ги вашите возила. За тоа мора да се најдат финансии ако сакате да ги користите.
Ако не можете да најдете финансија, ако не ги користите, тогаш немој да ги возите. Ако не ги регистрирате, тогаш немој да ги возите и да ги управувате, заради тоа што со самото ваше учество во сообраќај така нерегистриран, неосигуран, вие стварате двоен проблем. Стварате проблем за вас, но и за околината и за другиот кој што ќе го повредите или со кој што ќе. Така да ризикувате и кривична одговорност на крај. Дали можеби во иднина ќе се проширува листата на ловење на прекршоци од безбеден град? Имаше иницијатива дури и од една организација да се ловат тие кои што фрлаат од пушоци при само возење. Знаеме дека тоа е честа појава, па затоа и улици тротарите ни се преполни со пушоци. Ова е само како пример, дали може би се размислува да... Јас слушнав идејата. Види, идеја има многу. И идеи ќе се раѓаат. И тоа е суштината на општественото живење во кое и модерното живење и дигитализацијата во која живееме. Во дигитализацијата, во ерата на интелигенцијата, таа вештачка, нема граници. Јас не сум експерт и не баратам таа тема многу, но со луѓе со кои што разговарам, кои што ја познаваат таа тема, викаат дека можностите се многу. И можностите можат да раѓаат секоја една можност да раѓа нова можност. Така да му дадеме шанса на овој сега систем што функционира и да видиме што во иднина ќе се роди како потреба. Секако сите други детектирани прекршувања кои што ние како возачи ги правиме, ако може со камерите да се детектираат, во иднина ќе се детектираат. Но ова сега што го градиме како систем, ако профункционира, а ќе профункционира, убедени сме, ако со ова ги намалиме статистиките во позитива, а ако со ова живееме побезбедно и станиме пример на Балканот за систем кој што ретки сме што го имаме, мислам дека другите работи се возможни веднаш да ги почнеме да ги имплементираме во тој рок. Да. Кажавме дека се намалуваат прекршоците со пробното тестирање на, да речеме, на безбеден град. На кратко, на што тука видовте дека највеќе не се внимава во однос на прекршоците кои што ги детектираше безбеден град? Да, добро прашање ви е и ова. Од детектираните прекршувања, да кажеме, сега ќе зборувам за Скопје, 75% од прилика на сите овие коридори од 8-10 Тетово и Куманово, од вкупната бројка, 75% се прекршоците што системот ги мери во Скопје. И морам да кажам дека најголем процент, 90% се за брзо возење. Значи, прекорачување на брзината која што е дозволена. И затоа викам дека е многу лесно да го сватиме системот и да научиме да возиме. Незначителен мал број имаме поминување на црвено, кој што исто ќе се нивелира се ако ќе почне од први, ќе почнат луѓето веќе, и таа казна е малце поголема. И за таа казна веќе е предвидено и поради тоа што е многу сериозно прекршување, таму е предвидено и одземање на возењето, возачката дозвола или санкцијата за невозење по новиот систем. Така да не знам зашто би требало да поминиме на црвено светло и не знам која е потребата да се ставите во ризик со поминување на црвено светло. Но сепак морам да кажам тоа е една мала незначителна бројка и тоа во суштина која ќе го ставиме во една бројка ќе доведеме до заклучок дека сепак брзото возење не е главен предизвик кој што треба да го решаваме. Да. Се ставаат и други мерки паралелно со проектот Безбеден град за побезбеден сообраќај. Набавивте нови полициски возила, доста скапи. Како оди на терен со тие возила? Дали се детектираат прекршоци? Да, возилата се распоредени по полициски станици, полициски оделенија, наменети се за на терен полициските службеници да ги вршат своите полициски работи. Задоволни сме од возилата. Благодарни сме на Министерството и на владата што после десетина години конечно се набавија возила за полициските службеници кои што одблиску на терен го работаат тоа што го работаат. Верувајте, ако ги немаме, ќе нема со што полициските службеници да излезат да вршат полициски работи. Кога ги имаме во поголем број, излегуваме и работиме. Впрочем, ова сега
со сообраќајот ќе ни помогне таму кај што имаме камера, камерата внимава на сообраќајот, но таму кај што немаме, таму ќе внимаваме ние како полициски службеници со возилата, со радари, со други акции кои што ќе ги правиме, значи целокупно сообраќајот ќе го ставиме во еден систем на една контрола за да се смири. И тука би спомнав исто, имавме состанок со градот Скопје, тука ќе влезе во оптек и нивниот систем кој што го имаат за протокчност на сообраќај, значи они имаат еден убав систем, веќе монтиран во градот на, да кажеме, 70% од главните сообраќајници, кај што самиот систем мери проточност и создава во системот време колку тој семафор тајмерски да функционира за еден правец, колку за друг. Самиот систем си програмира и си додава или си одзема во однос на тоа колку проточност има таа сообраќајница од точка А до точка Б. Така да сето тоа кој ќе влезе во еден нормален систем на функционирање, ќе видите за брзо време како ќе имаме една функционалност во главниот град, каде што од точка А до точка Б ќе се стигнува за 7, 10, за 15, за 20 минути. И нормално, мора да предвидиме дека Скопје е главен град, тие се улиците, населен е колку што е населен, мора секогаш да предвидуваме малце порано да излезиме на закажаната средба, состанок или на работа. Не секогаш да го користиме на старото 5 до 12. А господин Топаловски, имаше и некои обвинувања дека законот е за етничка заедница, законот да биде поблаг за социјално ранливите категории. Најверојатно овој закон претпоставувам дека ќе биде еднаков за сите. Како и сите закони, и овој закон ќе биде еднаков за сите, не препознава он никаков етникум, не препознава вера, нација, не препознава ни пол. Законот е исти за сите, го санкционираме возачот. Камерата не знае, за жал или за среќа, наша не знае во далечина кој го управува возилото, така да таа го казнува возачот. Не би се вмешал во политика во делот на тоа со прашањата дали било за етнички заедници, дали за друго. Само ќе ви спомнам една бројка, онака да чисто да имаме во предвид. Знаете, во 2025 на територија на град Скопје погинале 32 го загубиле животот 32 луѓе во сообраќајни незгоди. Од тие 32 не знам, 16 се македонци по етничка вероисповед, по етникум, 12 се албанци, имаме еден ром, еден босанец, еден србин, така да ако ги земаме тие факти ќе видиме дека за сите системот ќе ги заштити сите. Така. Нема на никого да го казни, ќе го заштити, ова сакаме да го намалиме. Овие 32 ако може да ги намалиме на пола, а следната година уште на пола, тоа за што системот ќе биде заслужен. Да. Последно прашање, ќе има ли можност за повикај пријател ако стигне казна? Не. Тешко. Не заради тоа што знаете системот нема телефонски број на кој што да го повикате. Он е уред, работи, дигитализирано, софтвер праќа, стига, останува, значи нема повика пријател. Не е тоа целта, не ни секако бива. Не е тоа целта, така да. Тоа е тоа заради тоа што системот е добар. Нема да има повика пријател. Секој мора да си ја сноси одговорноста која направил. И кога сите ќе сватиме дека нема кого да се јавиме, нели сите ќе сватиме дека мора да си ја примиме санкцијата, да ја платиме или да издржиме казната. Тоа е порано што нас сметаше. Па добро, сега може некој да се јави зашто ја да платам. Да, се слагам. Имало секогаш такви, сега ќе нема. Така. Господин Топаловски, благодарам за разговорот. Се надевам овие информации ќе ги земат во предвид граѓаните пред да започне и официјално проектот Безбеден град. Да, се надевам. Јас поздрав до граѓаните, до гледачите ваши поздрав и се надевам дека нема да грешиме. Така, ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Така, продолжуваме ние со Студио 10 на истата тема со друг соговорник, меѓутоа предлагам тука да направиме кратка пауза.